Голем благослов, божански души мои. Еве ме повторно со уште едно видео. Продолжуваме со зодијак знаците за рунските судбински промени за месец јули. Следна е Вага. Добре дојдовте, Вага. Знак и подзнак Вага. Па ајде да видиме рунските судбински промени за месец јули, што ќе кажат и на кое поле ќе бидат за вас, Ваги. Како такво, додека мешам и додека извадам од картите, додека ги соберам енергиите за вас, каде ве очекуваат промени во месец јули, руните што ќе потврдат и што ќе кажат, на кое поле ќе биде сето тоа збитнување. На сите вам ви се заблагодарувам што сте присутни на мојот канал, што го поддржувате овој мој канал, што расте мојот канал. Каков таков и сите вам што коментирате, што лајкувате. Се надевам ви се допаѓаат моите видеа. Ова е новитет за мене кој ќе води во подобро утре за сите нас и сите вас. Ајде да видиме сега на кое поле вагите имаат да ќе имаат работа за судбинска промена во месец јули од рунските знаци. Така. Епа, драги Ваги, вие во месец јули имате промени во избор на два пата, на две можности, да си ги отклучите вратите за подобро утре, за љубов, за бизнис, за економски план, за самосвесен план, самите во себе да си ја отклучите вратата, да пројдете тежина и да изградите нов момент во вашиот живот. Значи, сето тоа што ви се струшило во претходниот период, повторно да го изградите. Значи, рунските записи ви даваат можност сето тоа да го направите во месец јуни. Ајде да видиме сега кои знаци ќе ги добиете како такви за вас. Значи, избор секако. Значи, промена во избор, во одлучност, промена во отклучување на некоја можност за вас. Значи, отклучување, дали на некоја вистина, дали на некој момент, дали на вашето срце, на некоја тежина кој сте ја носеле во изминатиот период и она се што ви се струшило, како кула од карти, руните ви даваат можност да сето тоа, браво. Руните ви даваат можност сето тоа да го поправите и на кој начин. Сега ќе ви ги кажам и знаците кои ќе ви бидат важни за месец јули и ова ќе ви бидат судбински промени во месец јули за вас, Ваги, во знак и подзнак. Ќе важи и дел од констелација од вашиот зодијак, но најбитно ќе биде знак и подзнак. Епа, драги Ваги, вас ви дава две солуции универзумот како таков.
Значи, оваа рунска картичка е универзумска картичка, значи, да си избалансирате самите себе си. Значи, дефинитивно морате да си избалансирате самите себе си. Ова не е пат, туку ова е баланс. Значи, две можности, баланс во самите себе. Значи, руните ви даваат можност во месец јули да се избалансирате, божествено да се избалансирате самите себе си, во сами вас, али тоа ќе важи за бесконечно балансирање. Значи, нема повеќе повторување на нештата, нема да се случат вакви можности и оваа руна означува божествена руна. И петалајт е незиниот камен. Значи, божествен камен. Ви дава божествен камен да избалансирате нутрината ваша. Што и како треба да отклучите во вас самите? После балансот. Хагалас е карта на нешто што се струшило во вас самите. Имаме и уште една картичка која потврдува за такво нешто. Значи, емоционално, психички, дисбалансирани, а сега рунските картички и знаци ви потврдуваат еден момент на судбински баланс. Значи, судбински баланс во самите вас. Значи, да се исцелите, катаклизмички да се промените, да се трансформирате, за да добиете енергија, како што треба да ја поседувате како таква во самите себе си. Значи, тоа треба да отклучите во месец јули. Значи, судбинските промени ќе ви бидат во отклучување на трансформација во самите себе си. Тоа што сте носеле некоја тежина во прошлиот период, во изминатиот период, рунскиот знак Дагас ви советува дека сте имале, значи, тежината ќе се промени, бидејќи сте носеле не толку екстерна енергија, значи не секојдневна светлина сте носеле во себе. Сега ќе ви даде Дагас можност за надеж и за една добра иднина, како таква, доколку доживеете временски баланс во самите вас. Значи, временски баланс. Вие во месец јули ќе исцелувате и тоа ќе ви биде судбински рунски можности кои не се секојдневни и кои се допуштаат еднашка во животот за промена на самите вас. Таму каде што ви било струшено нешто како кулот карти, кај што не сте виделе можност и кај што не сте можеле да изградите некоја можност. Алгис е рунски запис, рунски знак, кој ви дава можност да се пуштите во можност на исцелување, но да бидете добар слушател и добро да се заштитите. Затоа што имате напади од надворешни влијанија. Значи, овој символ го означува
ја означува месечината во тарот карти и важи за добра протекција на здравствен план. Значи ви дава можност да го исцелите и да се слушате самите себе си, да го исцелите умот, за да не дојде до скриени и несакани последици. Во месец јули ви се случува една огромна катаклизмичка промена од универзумот за исцелување на самите себе си и на здравствен, на економски, а пред се на балансивен план. Ајде да видиме сега што ќе дадат ангелите како една можност за поддршка за вас. Да. Значи трпение. Како викаат старите, има една изрека и викаат трпение, спасение. Да, токму рунските знаци ви даваат спасение во прав момент и во право време. Архангелот Жафиел вика, вашата ви порачува трпение за вашите соништа. Вашите соништа ќе цветаат кога ќе се случи комплетен баланс во самите вас. Не бидете нетрпеливи, земете добро трпение, бидете како што цвеќето има трпение за да порасне и расцвета, така и вашиот баланс ќе биде во трпение да порасне, да се издигне на духовно ниво и да расцвета буквално она што сакате да го доживеете како материјално, психички или физички, не е битно, е во големо трпение. Значи, сето е трпение. Имате и дагаз ви е трпение. Значи, самиот рунски запис ви е трпение. Значи, трпение за да можете да се исцелите како такви. Ја ви посакувам многу среќа во вашиот напредок на исцелување, во вашето лечење, да постигнете огромен баланс во самите вас, да си ги исполните соништата, како на емотивен, така на здравствен и на материјален план како таков. Се гледаме во некој друго видео, а ја продолжувам со Шкорпија. Поздрав! И поздрав за вас, Шкорпии, добре дојдовте на мојот канал. Денеска за вас ќе ги исчитам судбинските промени по принципот на рунските записи за месец јули. Како такви, се надевам дека ќе имате убаво читање и убави промени ќе се случат кај вас. Значи, важи за знак и подзнак Шкорпија. И да видиме, браво, и да видиме на кој дел, животен дел се однесуваат промените, каде рунските чакри ќе променат, ќе дадат можност за месец јули да се променат нештата. Да. Значи, вие треба да расчистите со некоја... Треба да раскрстите со нешто старо во вас што е утемелено, за да дојдете до нешто ново.
Значи, прстенот означува спојување со личност, спојување со некој момент од вашиот живот, кој води во подобро утре. Значи, коњаникот е нешто што треба да дојде кај вас на вашиот пат со верност, но сето ова треба да биде расчистено претходно. Значи, во претходниот период вие сте имале некоја нерасчистена ситуација која е во дефинитивно значење за вас, дали со вера, со настан, со документ, дали со спојување на некоја фирма, добивање на некоја работа, дали од љубовен карактер. Сега ќе видиме руните што ќе кажат. Значи, рунските записи, знаци се од големо трансформативно дејство и тие се судбински, кои Ингвас. Рунски знак Ингвас, кој значи во тарот карти judgment или пресуда. Значи, имате некоја пресуда во ситуација. Хагалас, кој значи рушење на нештото, како кул од карти, но за подобро. Кенас, кој значи висока свештеница, и Дагас, знакот Дагас, као крајен резултат, као крајна промена во месец јули, кој значи трпение. Значи, темперанс е трпение во нештата. Само трпение за нештата. Вака сега. Тоа што сте го имале предходно, на спојување, прстен бие спојување на нештата. Значи, дали било во емотивен план, дали било во план на фирма, во план на некој спојување требало да се случи кај вас, но не се случило и се уште сте во тој модел. Но сепак имате верност, се уште верувате дека ќе го направите тој момент. Ингвас е пресуда, judgment, значи суден ден. И овој суден ден значи нешто што ќе донесе фамилијарно расчистување на договори, спојување. Тука важи дека Богот на земјата е главен, значи земјен знак е во прашање. Важи фамилијарна, мажевна енергија која носи плодност. Значи, вие сте во клинч со некоја ситуација која е фамилијарна и која треба да се донесе плод на истата таква. Ингвас ви дава можност да бидете баш тоа. Значи, маж, плоден маж, кој ќе донесе одговорност за целиот настан во вашиот живот. Значи, ова ќе ви биде како една пресуда во месец јули. Коњаникот е момент на нешто што требало да дојде и на нешто што требало да појде. Значи, повеќе на нешто што требало да дојде, дали документ, дали нешто што требале да станете во фирма, да сте се издигнале, дали сте требале да отворите фамилијарна фирма, па не се случило тоа, или сте на праг до тој момент, ама имате уплив на
енергии од друга вероисповест или се години дистанца, па не ви се можностите, не можете да се координирате затоа што имате оппат на премногу години кои се во суштинско значење. Значи, Хагалас ви носи една рушевина, ви дава можност промена на една рушевина, значи нешто да струшите до темел, да исцелите и да станете мокна персона. Значи, во оваа ситуација, Хагалас ви носи можност на трансформација и мокност, промени. Значи, промени кои мораат да дојдат како такви. И руната сега ви носи промена во месец јули. Оваа верност што се уште ја гаите во себе или од страна на некој, во уплив на целата ваша ситуација, каде што ви се случуваат промените, доаѓа кенас. Кенас е нешто што оди нагоре. Значи, кенас е нешто мокно, нешто визуализирачки, нешто балансирачки. Кенас е како во тарот картите висока свештеница. Значи, нешто што треба да се застане, да се научи, да се добие инспирација и да се добие светлина, па тек тогаш да се тргне во акција. Значи, треба да напипате светлина. А вие добро знаете дека тука ќе се случи светлина, затоа што имате верност. Дали од некој пријател, дали имате поддршка, како верна поддршка, од некој од вашата фамилија, не знам, вие проценете сами, но тука ќе ви се случи промена на да доживеете учење, инспирација, а во сето тоа ќе ви биде загарантирана поддршка од верни пријатели или ваши роднини, или верност од вашиот љубен партнер. И како последна раскрстувачка судбинска промена за месец јули го добивате Дагас. Дагас значи причекај. Значи, тој ви дава можност на причекување за да добиете една надеж за реална судбинска промена. Значи, сето ова ќе ви се обистини, само треба да причекате во месец јули сето ова да ви се промени. Барем ако на 4 нивоа од сегменти од животот не ви се промени на секое поле, барем на 2 полиња од овие сегменти од животот да ви се промени. Имате убави промени, суштинско значење, земјени промени, стабилност, за некоја стабилност ќе се работи во вашите промени и како такви ќе ја доживеете таа стабилност, фамилиарна, најверојатно стабилност. Ајде да видиме што ќе кажат ангелите за вас, каква порака имаат да ви дадат, каква поддршка за вашите промени за месец јули. Еве Маја. Да. Конечно, вие ќе доживеете како една обнова на животот. Архангелот Джеремиел ви вели и ви порачува, вика, земи го сето суштинско значење на животот во твоите раце и резултирај со промени, бидејќи промените ќе ти направат исцелување во она каде што се случило дисбаланс во вашите сегменти од
животните теченија. Јас ви посакувам многу среќа, шкорпи, се надевам дека барем дел од овие работи ќе се променат и ќе дојдат на подобро утре. Со ово исчитување се надевам дека ви беше убаво, добро се изрелаксиравте, добри пораки добивте и можам да ви кажам огромен благослов за вас, а јас продолжувам понатаму со стрелците наред, а на вас секое добро и се гледаме наредниот месец за исчитување на податоци и судбински промени за месец август. Секое добро! И добре дојдовте, стрелци, во мојот канал. Вие сте наред за исчитување на вашите судбински рунски промени од животен карактер за месец јули. Се надевам дека руните ќе ви донесат огромни благослови и добри судбински промени за месец јули као такви, барем дел од вашите животни сегменти, каде што ви се најпотребни, па дури и да слушнете некоја порака од рунските записи за вас. Ајде да почнеме да видиме во кој сегмент ќе настанат промените за вас, како такви, на кое поле од вашите збиднувања. Добро. Значи, ова исчитување ќе важи за секој знак и подзнак од знакот стрелец. Опа. Добро. Значи, вие стрелци сте имале малку простор на нелагодност. Значи, некоја визија не сте можеле, некои работи не сте можеле да ги видите во изминатиот период, ви било заматено, сте ризикувале за нешто, буквално, за некоја стабилност, но имате птици. Да, овие птици ви се од суштинско значење за вас. Значи, очекувате глас за некоја стабилност, дали стабилна работа, дали стабилна позиција на работа. Онаму каде што не сте ги гледале јасно работите, каде сте ризикувале, значи, овие два настана ќе ви се променат во старт. Таму каде што треба да добиете стабилност за некоја работа, ова е за работна позиција, се надевам, или за некое ви очекувате гласови. Значи, треба да ви стигнат гласови. Па ајде да видиме дали ќе стигнат гласовите и што ќе ви кажат рунските карти. Првин да видиме што е тоа што ви било поматено. Еве. И таму каде што сте ризикувале да видиме. Еве. Да. Убаво е кога ќе манифестирате материјална стабилност и богатство, но не сте можеле да видите нешто и затоа сте ризикувале. Значи, ама ризикувате со манифестирање. Вие ризикувате во манифестирање. Значи, го ја добивте рунскиот символ феху, кој значи нови победи, во ново нешто ќе влезете, онаму каде што ви било заматено, каде што не сте можеле јасно да го видите моментот на добивка или придобивка,
тука сега ќе почнете еден нов старт. Вие манифестирате еден нов старт. Ајде да видиме што друго ќе. Ја добивте мајката земја и браво. Вие добивате порака од универзумот за материјална стабилност, за отварање на нешто. Имате некоја визија за парична и парична стабилност. Значи, вие имате визија да се роди нешто ново за парична стабилност. Но рунските картички ви препорачуваат вака: стабилност во женствена енергија. Беркана, символот беркана, значи емпрес во тарот карти, а емпрес е изобилство. Емпрес е жена која веќе родила. Значи, емпрес е беркана е мајчинска фигура. Значи, стебло, дрво, стабилна е. Продолжетоци има кај незе. Многу едноставно благословена жена. Овој запис, руски запис, би беркана е благословена жена, емпресна жена. Значи, стабилна жена со јаки мотиви во себе, добра визуализација за да ви помогне во доаѓање на некоја стабилност како што вие посакувате. Дрво е стабилност. Значи, вие имате визуализација и желба, значи, ќе ви се оствари желба, значи, промена во месец јули, да ви се оствари желба за лагус е остварување на желбите. Значи, добра визуализација сте имале во претходниот период, без разлика каде сте ризикувале, каде не сте погледнале доволно. Значи, лагус означува вода, раѓање од вода. Значи, исчистување со вода. Нова звезда, раѓање на нова звезда. Значи, вие ќе доживеете едно ново раѓање, доколку ги користите можностите за да не ризикувате, да ги искористите можностите на водата. Значи, судбинска промена вие. Водата, мајката Божица и последната порака и последната промена која треба да ви настане, исчекувате на некои гласови, дали исчекувате на глас како таков од универзумот, да ви се исполни некоја желба, за стабилност. Оваа желба е за материјална стабилност и изобилство. Значи, дефинитивно морате да доживеете баланс во себе, ама да биде бесконечен, божествен баланс. И вие добивате како таков. Вашата желба што сте ја имале за стабилност материјална, ќе имате промени на тој план во месец јули и ви се исполнува како таква. Ајде да видиме и што ќе кажат за вас ангелите, каква поддршка ви даваат. Да, вие ќе влизате во зоната на комфорот.
Архангелот Азраел ви порачува следново. Јас сум со тебе во секој момент, во секој твое време кога ти требам. Повикај ме, длабоко во себе влези и повикај ме, за да ти помогнам за сето она што ти го манифестирал, да го доживееш и исполниш, да го извизуализираш и да го материализираш, да го исцелиш. Комфортната зона е исполнување на вашата желба во месец јули, а тоа ќе биде дека сте излечени, длабоко сте се исчистиле, имате поддршка од универзумот, од божествена енергија добивате за стабилност во материјално и да доживеете едно огромно изобилство на самопочитување, за влесна во некоја фирма или да основате фирма како таква, на љубовно поле, ако ви се случувањата, да исцелите и да зацелите стара рана и да отпочнете една убава, нова, љубовна врска, но промената ќе ви настане први на исчистување во согледувањата и во ризиците. Повеќе да не ризикувате. Универзумот ви вели, не ризикувајте доколку немате потреба. Значи, лагус е, верувајте, раѓањето на водата и исцелување, значи, родете се во вода, значи, избањајте го своето тело, нутрината. Значи, лагус е исполнување на секоја желба или манифестирање на доколку не ви се исполнила, да ви се изманифестира во месец јули. Па ја ви посакувам, стрелци, многу успех и многу радост. Се надевам. Напишете ми под видеото за доколку ви се исполнила една ваква желба и еден ваков сегмент од вашиот живот. Мило ќе ми биде јас тоа да го слушнам и да го прочитам од вас. А јас ви посакувам многу успех, многу љубов пред се што ќе работите, со многу љубов да сработите и да имате, да добиете за возврат љубов од универзумот. А ние се гледаме во некое ново видео и секако ново исчитување за судбинските промени за вас за месец август во месец јули. Секој добро, поздрав!